Почитувани, добар ден. Во последниот ден од оваа работна недела со нов предизвик до вас. Нова тема. Неприфатлива и недостојна е злобата кон се што е бугарско, која расте и останува неказната и престана да биде билатерално прашање. Јазикот на омраза на Македонија кон Бугарија веќе е европско прашање. Вака изјави подпредседателката на Република Бугарија Илијана Јотова. А во соопштението за незиниот говор, објавено на веб страницата на председателската институција, пишува така наречена македонска нација. Без бугари во устав нема Европска унија, ни порача и Росен Желјасков, председателот на Бугарското собрание, кој при својата посета со неговиот македонски колега ги избегна новинарските прашања. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи ја осуди изјавата на подпредседателката Јотова и смета дека односите меѓу двете држави честопати се жртва на внатрешните политички динамики во Бугарија, но изостана и званична реакција. Ке реагираат ли институциите по новите навреди и омалажувања од Софија? Тоа е она што првично ќе ве прашаме во ова издание на Црвена линија. Ке престанат ли веќе еднаш навредите кон македонскиот народ од страна на бугарските политичари? Ете ги прашањата за ова петочно издание на Црвена линија и секако подсетување да не заборавите, да не заследите, ако не сте го сториле тоа досега на социјалните медиуми. Facebook профилот е секако Црвена линија. Коментирајте, шернувајте, лајкнувајте. Истото правете го и на профилот на Телма телевизија, на Facebook, на Твитер не има, а на Инстаграм можете уште во овој момент да кликнете, да не заследите како Црвена линија и секако да дадете удел во денешното анкетно прашање. Анкетата денес на Инстаграм стори гласи вака: дали овие провокации се сопка за внесување на бугарите во Уставот? Ова прашање ќе биде поставено до сите вас кои што ќе се вклучите во Црвена линија, а останатите можете да одговорите со да и не, со кликање на опцијата која што е ваш одговор секако и по рекламите да ги соопштиме во пресметани во проценти одговорите од како одговорија инстаграмчи. Ако сте подготвени вие, подготвена сум и јас, се подразбира до нас патот е едноставен 02-307-0005. Не заборавајте веднаш по вклучувањето во Црвена линија целосно, значи целосност на 0, да ви биде тонот на телевизорот, да зборуваме преку слушалка и се разбира да нема никакви технички пречки во однос на тоа колку и како се слушаме. Ако сте подготвени вие, подготвена сум јас. Па ако го имаме и првиот гледач, добар ден. Добар ден. Секој е добро? Видете, ја мислам дека ние треба да престанеме да се занимаваме со бугарите и што кажале бугарите и што тропала глупости Јотова или Каракачанов или некој си Петко или некој си Јанко. Мислам дека, знаете, ние не можеме веќе да реагираме и не треба да им даваме толку внимание и со тоа едноставно им ги дигаме акциите. Треба да ги ставиме на игнор. Рекле, нека тропаат, нека кинат зелени, тоа е нивни проблем. Меѓутоа, мене ме чуди, зашто нашите телевизии, ние не се бавиме и со некои позитивни кажувања во Бугарија во однос на македонско-бугарскиот спор. Зашто не излиме ставови на нивни, да кажем, историчари и да не кажем јавни личности кои едноставно па не ја поддржуваат официјалната политика на Софија. Зашто само негативното го кажуваме? А и таму се ја колку ќе ги гледам на YouTube и таму се води некоја позитивна кампања да прекинат овој начин на разговор помеѓу Бугарија што го прави. И самите тие квалитетни бугари, пообразовани, не го поддржуваат ова што лупета оваа Јотова што прави или бил. Ние, знаете, премногу се бавиме со бугарите. Премногу се оптеретуваме. Абе оставете ги на страна веќе. Овој рекол таму во Европскиот парламент треснал зелени. Абе оставете го нека тресне зелени. Да не трошиме веќе енергија на нив. Ние знаеме риториката што они ќе кажат. Нешто ново ќе додат нема. Они сега се напад да кажат дека Колумбо е бугарин. Дали ме разбират? И сега што ние ќе се бавиме, а у бугарите рекоа Колумбо е бугарин, која... дај оста. Благодарам многу за јавувањето.
Ке продолжиме со вас секако на 0230700005 ке вклучиме и нов гледач. Еве ке ги повториме денешните прашања, значи ке реагираат ли институциите по новите навреди и омолажувања од Софија. Значи она што секако сакаме да слушнеме од вас, дали треба да има официјална реакција на ваквата реторика и навреди и ќе престанат ли веќе еднаш според вас навредите кон македонскиот народ од страна на бугарските политичари? Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете. Лилијана од Прилеп. Голем поздрав до вас. На овие прашања би одговорила вака. Цел свет ги разбра нив дека тресат глупости и се слагам со претходниот гледач што се јави дека треба да се стават на игнор. Не вреди да се расправаат со нив и да губат време и енергија. Значи, бугарите уште 100 години со ќе го прават, а затоа помалку важност да му даваме, нив ги разбра цел свет дека тресат глупости во однос на Македонија. А ви се чини ли дека ваквите провокации се сопка за внесување на бугарите во уставот? Можно да е, таква му е и целта. Меѓутоа, нашите треба да си размислат убаво, како го ценам мислењето од Мицкоски, дека тоа внесувањето не треба да биде по терк на Бугарија, него по наш терк. Нека биде внесен, нека бидат внесени, ама нека се најдат начини и ограничувања за сите права нивни. Имате уште некои 20 на секунди. Дали сакате да ги искористите или? Не. Тоа би било се. Молам? Тоа би било се. Би било се. Поздрав. Добро, поздрав, благодарам за вашето јавување. Еве слушнавте какви одговори дадоа првите гледачи во ова издание на Црвена линија. Продолжете секако да не следите и понатаму, па да слушнеме што следно ќе кажат гледачите. Добар ден. Добар ден, ако сум ја наред. Да, вие сте и наред и на Црвена линија. Ајде, нека ви биде убав ден и добар Исто ви викенд. посакуваме најубав ден. Фала од Рачиново пак. Оти некој анониман вика, ама со име и презиме. Подобро е така. Види, сега бугарите викат предходните стресат глупости. Зошто ние огледалото не го вртиме кон себе, да се гледаме на огледало? Колко време ние тресиме глупости, ги навредувавме татари, матари, поштари, не знам што. Тие колко толку една нација, нивна нација. И ние немаме кај го земавме ние тоа право да ги негираме, или тие сега. Тие очекуваат на секој милиметар, кај што ние грешивме, тие стапици стават. Ево сега за енергетиката. Ево, ова прво. Второто, одма без устав, промена на устав, нема Европска унија. Види сега што е тоа. Тоа е еден голема стапица. Сега, ние џабе за тоа што ние секогаш унапред зборуваме без да делуваме. А зборуваме унапред. По овие јавни телевизии наши, колко ги имаме, ајде да се вратиме назад 3 години и навака, што не стресивме ние разни, јас прво како Хевзи, јас стресив доста глупости кон нив. Ама види сега како доаѓа работа на ова време. Нели такса, нели ЕДВ, нели ДДВ, нели ПДВ, важно тука има проблеми. Затоа што, кај што има слога, има и Бога, кај нас нема слога. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија, подсетување за останатите, особено за оние кои што еве за прв пат ке се вклучат во Црвена линија. Имајте во предвид дека тајмерот одбројува 90 секунди, но ако сакате еве и дополнителни секунди додека трае Црвена линија, можете повторно да го завртите бројот. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види вака, гледате што се случи во Палестина. Израелците рушум ги направија луѓето, само ги испотаманија како глупци и Америка го оправдува Израел. Значи, све е јасно. Значи, Америка, ако сака, може да ги притисне нашите источни, што овој ги ика татари,
Значи, да ги натера одма да се повлечат. И одма ќе се повлечат. Наискрено ви кажам, значи, све додека Америка, Британија и Европска Унија не се мешкаат овдека, Ајде, ќе реагират ли институциите по новите навреди и омолажувања според вас? Не ме занима бугарите што зборат. Воопшто не ме занима. Тоа ти е како некој мало дете, закачко, кој не знае што да прави, па наоѓа изговор, бидејќи позади него е чичко му или вујко му или татко му може. Значи, ја така ги третирам, ги дефинирам. Тоа се мали деца, недораснати. Позади нив стојат нивните чичковци, вујковци. Значи, пак ќе ги набравам Америка, Британија, Европска Унија. Тие ако запнат нарочито таа Америка кој реши Македонија, ќе биде Македонија. Ви се чини ли дека и ваквите провокации се сопка за внесување на бугарите? Пак ме ставаш во ситуација да кажам дека овие провокации не се ова. Тоа може отвора бугарот уста, ама гласот е енглески, британски. Тоа е гласот. Поздрав, пријатно. Благодарам многу за учеството и секако еве потсетување за оние останатите кои што ќе продолжиме со вас секако во црвена линија, да се држиме и до етиката на црвена линија, тоа е внимателно со употребата на зборовите, значи да нема навредливи зборови, пцости, говор на омраза, говор кој што алудира на насилство и така натаму. Црвената линија е исклучително сензитивна на тоа. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Тина. Секој добро и вам? Па дали ќе престанат навредите кон македонскиот народ? Ќе престанат кога ќе се раскине договорот, протоколите нема да важат, што ги подпишаа нашите представници и со самото тоа бугарите немаат право да влезат во уставот. Тоа се основните поенти на ова што ни се случува. А дали нашие ќе реагираат политичариве наши од страна на бугарските политичари што изјавуваат, до сега видовме дека никако не реагираат. Не знам зошто, дали мислат дека со тоа ќе се направи нешто, а од друга страна не гледаат што се случува и во образование, и во секоја сфера поврзана со нив. Така да едини спас е само да се раскине договорот во истиот момент се ќе престане. И сето тоа што го туркаат, да речам, Османи и компанија, треба да престане. Нарочно он ги вика сите овие вчера од Полска, од кај беше представничка, и бугарскиот дојде, шо има да доаѓа бугарски, не знам шо беше, премиер ли, не знам точно шо беше, го носи на Гоце Делчев. Каква врска има Джафери да го носи на Гоце Делчев? Шо има врска он со Гоце Делчев? Благодарам многу за вашето учество во црвена линија, кој ќе ве подсетам секако дискусијата можете да ја пренесете на социјалните медиуми преку коментари, лајкнувања, шернувања, па еве и ќе преминеме на нашиот профил. Ќе вклучиме и еден коментар секако кој што е објавен на нашиот профил Црвена линија на Facebook. Еве можете да видите како изгледаме таму на социјалните медиуми, а на Facebook прашањето е следно: ќе престанат ли навредите кон македонскиот народ од страна на бугарските политичари? Првиот коментар го имаме од Игор Јанковски. Здраво, поздрав од Игор Јанковски од Беровско. Поздрав, Игор, до тебе секако. Во врска со нашиот источен сосед Бугарија, редно е да прифати истата Бугарија за постоењето на македонската нација, македонскиот јазик со своите посебности, македонската култура и посебната македонска историја, преку која многу македонски дејци се бореле за една современа држава, а исто така Бугарија треба да го прифати и непобиениот факт за нејзината улога за време на фашизмот. Друга работа, Бугарија, доколку истата ги споделува европските вредности, а на кој истата се повикува, треба да го почитува правото на самоопределување на еден народ, како што е македонскиот народ, а исто така истата европска држава Бугарија да покаже добра волја и да ги имплементира пресудите на Европскиот суд за човекови права во корист на македонското малцинство во Бугарија, со што ќе покаже
покаже искрено колку не почитува и дека суштински не смета за братски народ. И крајно време е да престане негаторската политика од страна на Бугарија кон нашата земја и да престанат блокадите од страна на Бугарија кон нашата земја. Поздрав до целата екипа на Црвена линија и целата екипа, Игор, те поздравува тебе. Па ќе престанат ли веќе еднаш навредите кон македонскиот народ од страна на бугарските политичари? Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро. Гледачи од Кочани. Поздрав до вас. Малку повеќе се задржате, меѓу тоа не е проблем. Ја ги пратам сите контакти ваши емисии на вашата телевизија и на другите, ќе ве молам, само сакам да кажам една работа, пошто јас сам од таа генерација што работиме и сакаме едноставно да дојдеме дома, да одмараме со телевизија. Не сме ние по компјутери, по телефони. Молиме да со овие емисии да се даде нешто да можем да си одмарам душата едноставно. Имам решение за вас. Монотоно е више. Дали сакате да ви дадам веднаш едно решение кое што следува по Црвена линија? Заврти на Телма. Ќе ве молам, само ме слушај. Ќе ве молам. Молиме. Дајте да причиниме више со овие луѓе, ја не знам. Ово е више монотоно. Да се причини више. Едноставно дајте ми театри, драми, музика, да си дојдеме од работа ние што работиме, за да можеме да се одмореме. Ово е монотоно више. Тоа е на сите телевизии. Еве, јас прв пат 30 години ве пратам овие дебатни емисии, значи е монотоно. Дали тоа значи дека граѓаните на Македонија ви се монотони? Пријатно, чао. Благодарам многу. Еве, сега бидејќи сакате да укажете во однос на тоа какво значење имаат ваквите емисии за вас, затоа и се вклучив да биде ова дискусија, бидејќи сега ко времето не го искористивте за да дадете одговори на нашите прашања во однос на темата. Па еве, ако ви звучат јавувачите, граѓаните на Македонија, генерално гледачите на Црвена линија монотоно и сакате добра забава, јас топло ви препорачувам, еве овој глас си ќе го запомнам, да ве слушнам по завршувањето на Црвена линија, онаму каде што ќе бидете и такако изрелаксирани, тоа е Заврти на Телма, а после работа може да ви се случи и да освоите голема вредна награда. Еве, ќе откријам уште во Црвена линија, тоа е право смукалка. Тоа е во однос на одговорите мои кон гледачот пред малку. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Па еве, се чувствувате ли монотоно, да прашаме? Ало? Дали се чувствувате монотонија, да прашувам? Па не. Не. Добро. Еве, кои ќе бидат вашите одговори во однос на тоа дали ќе престанат веќе еднаш навредите од бугарските политичари? Ама, ало? Ве слушаме. Дали сум јасна? Да, ве слушаме, повелете. Да слушате, ама не сум на телевизија. Како не сте, ве слушаме сите. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Па намалење на 0. Целосно, на 0. Па ве слушаме, повелете. Ало? Ве слушаме, повелете. Почитувани новинари, почитувана телевизија. Зар не пратите, зошто Бугарија, што викате Бугарија? Погледнете Европа. Кој беше најголемата цел на Хитлер? Да створи посебна раса. А таа раса беше најпрестижна меѓу германец и украинка. А видите ли Европа иде до последниот украинец, а украинките низ Европа шетаат. А што ќе кажете во однос на навредите кои што доаѓаат кон македонскиот народ од страна на бугарските политичари? А тоа е Европа, почитувани. Европа е тоа, не е Бугарија. Па затоа ви кажувам што е Европа сега, во моментов. Да. Тоа е Хитлерова Германија. Тоа е сонот на Хитлер, тоа е Европа денешна. А не Бугарија. Кажете ми вака сега, ќе реагират ли институциите по новите навреди и омаложувања од Софија? А кои институции? Не ви немаме институции. Кои институции, ве молам? Да.
А кои институции? Мислите на Османи институция? Или на шефот на Османи институция? А зошто да реагира? Нему му одговара, сето ова му одговара. Благодарам многу секако и вам за одговорите во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Се надевам дека сте добро и не се чувствувате монотоно. Па вака, Тина. То за мене е обострано навредување. Цело време се навредуваат. Сега, Тина, вака што читам некои аналитичари, за мене вака најблиску што ми е, или изјави на политичари, дека овој македонско-бугарски спор е направен намерно, создаден така намерно да се караат двете држави. Знаеш? И да го караат фактички народот, за да можат политичариве, поготоа нашиве македонски, поише да трпаат у џебови. И така и испаѓа тој спор. И така овакво, некако така овој спор го доловува. И не само ја. И нон-стоп се врти на телевизије и ги оправдувам тие, например, гледачи што више реагираат, знаеш. Више досадно е вектина, досадно е. Се истото па истото, истото па истото. Знаеш како, телевизије станавте банални и имаат право, например, младите што не ве гледаат. Па еве да ви кажам, имате погрешен впечаток, ама како и да е, може би оваа тема... Дали еве вчера така ви изгледаш? Како? Дали еве вчерашната тема така ви изгледаш? Па не ја пратев вчерашната тема. Добро. Остави ме да завршам, Тина. Еве ќе ви дадем уште 10 секунди. Еве, Тина, сега, гледај сега. Ајде сега, Тина, сега да ви кажам зашто, например, постојано ги кажувате СДС, ВМРО, ДУИ. Што една вести, например, 20 минути се они. Ви додадов 10 секунди, а еве вака ќе ви објаснам. И малку ќе ве навратам, ќе можете и визуелно да видите како изгледа кога секој ден имате различна тема и не случајно, еве сега ќе можам и да ви покажам, за да видите, например, за што зборувавме вчера. Со оглед на тоа што сметаме дека ова е нешто што апсолутно ги засега и граѓаните со оглед на промената на личните документи. Еве вчера, например, имавме прашања дали можеше сето ова да се изведе на попаметен начин во однос на тоа што се отвори нов пункт за промена на лични документи и тоа без закажување. Што значи конкретно зборувавме за тоа што еве например во Абу Даби, дури во овој момент, во исто време, додека ние имаме редици пред пунктови, таму веќе роботи, се разбира, за неколку минути вадат лични податоци. Потоа ќе ве навратам наназад, еве зборувавме за буџетот, предлог закон буџетот, кој што требаше да изнесува 5,5 милиарди евра. Ние ве прашавме каде ни одат парите, секако буџетот се парите на граѓаните, на народот. Така да, ако вас не ве прашаме, тогаш верувајте нема простор каде да бидат прашани граѓаните. А како и да, јас ве уверувам, иако можеби на некој од вас тоа не ви изгледа така, и како следат, внимаваат и слушаат оние кои што треба да слушнат за тоа што мислат граѓаните. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако на црвена линија сте. Повелете. Прво јас да одлучувам, јас би ги ставил бугарите во уставот, фактички со тоа, значи тие ќе мора да не признаат дека постоиме и како држава, и како народ, и не може да решат не постои Македонија, македонски јазик, македонски народ. Со тоа фактички сами, значи, меѓутоа, тие сакаат воопшто, значи, да не успеео да влезат во уставот, со тоа фактички и понатака да не малтретираат дека не сме македонци, не постоиме ние држава и сето тоа. Ова ќе ви го подкрепам со случајот со Грција. Штом се реши случајот со Грција... Во однос на навредите, како ви се чини? До кога ќе не навредуваат? Значи, не, дозволете да има целинова. Значи, случајот со Грција,
Грците, додека не го решивме проблемот, не го сакам Северна, ама мора да го прифат. Значи, додека не го решивме тој проблем, значи, Грците дрво и камен беа исти како бугарите, навреди секакви и од секаде. И кога го користеа сите партии за да постигнат одредена цел. Сега воопшто не спомнуваат кога имаат избори. Истото ќе се случи и со бугарите, значи ако само ги ставиме во тој уста, дека иако се мањина, него ги имаме, не можеме да речеме дека Ворид, ги ние немаме прашувавме во однос на реториката и навредите и всушност дали ќе реагираат институциите по новите навреди? Институциите треба да реагираат, затоа што не смеат они да не навредуваат нас, но и ние не смееме да ги навредуваме нив. Значи секој треба да го почитува другиот сразмерно што се вика. Меѓутоа, ако вие ме вреѓате, сигурно дека ќе ви возвратам и јас. Затоа ми се чини дека треба ние да бидеме културни, совесни и кога дискутираме да водиме рачун што дискутираме и тие таму кога дискутираат треба да водат рачун. И значи тоа се зависи од нас. Не од никој друг. Само од нас зависи дали ќе имаме добри соседи, добри комши и дали ќе одиме напред. Благодарам. И јас Вилам благодарам многу за јавувањето. Ајде ќе подсетиме дека досега ниту еден наш политичар не ги навредил бугарите како нација. А од друга страна пак ние добивме изјави од подпредседателката на Република Бугарија Илијана Јотова, која што во соопштението за нејзиниот говор објавено на веб страницата на председателската институција пишува така наречената македонска нација. Оно што ве прашуваме е дали ќе реагираат институциите по новите навреди и омаловажувања од страна на бугарските политичари. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до телевизијата, поздрав до водителка и до сите гледачи. Голем поздрав и до вас. Видите што е, ние немаме држава некој да реагира. Државата нас е на дното, чак е испод дното падната и немаме никој да реагира. Ова се се криминалци, гледаат уште малку мандат, што полно да си го напълнат джебот, никој нема да реагира. Они да ги внесеме бугарите сега предходниот гледач. Како може да се несат бугарите во устот? Бугарите се татари, сакат да ни го земат нашето... Значи да не зборуваме со навредливи зборови, ве молам. Со оглед на тоа што Црвена линија има таква етика во однос на сите теми, не само за оваа тема. Се можете да кажете и да го разбираме и гневот и така натаму, но употребата на зборовите на вистина нека не ви биде со навредливи зборови, особено не пцости и секако не говор на омраза и насилство. Сепак сме емисија, ќе повторам, намената за целата публика, што значи може да не гледа и малолетната публика. Продолжуваме понатаму, одиме со вас секако, уште еднаш ве прашуваме дали ви се чини дека некогаш ќе има крај на навредите од страна на бугарските политичари кон македонскиот народ и нација и дали еве институциите ќе реагираат соодветно по овие последни нови навреди. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Ало, се слушаме? Да, повелете, ве слушаме. Значи, не се плашам од бугарските овие. Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Значи, уопшто не треба народ да се плаши од бугарските напади, него и навреди. Тоа јас се плашам повеќе од домашните. Друго, вие сте национална телевизија. Да. Значи, видете сега, сакам, мислам, желба, прв пат се јавувам на контактна емисија. Драго ми е дека е тоа така. Така. Значи, многу ми смета кои поединци граѓани се јавуваат, кои познаваат работите, дискутираат, не им дозволувате. Која финансира емисијата моментално? Сите контакти, не само кај вашата телевизија. Граѓаните, така ли е? Еве, не ви се вметнувам во секундите. Не, темата си е добра, само сакам да кажам, кога има
кога има гледач се јавуваат кои ги познаваат работите, значи мислам треба да им даете малку простор. Зошто? Зашто ние што не сме еманципирани или не сме писмени толку да ги доразбереме работите. Поздрав до сите оние гледачи кои ги разбират работите, кои кажуваат што се случува. И пак ќе повторам, поред прашањето или темата ти е денеска ова. Вака сега, морам да ви укажам на тоа дека 90 секунди е време трајање. Се разбира доколку се зборува нешто што е надвор од темата, најчесто може и тоа да се случи. Моја должност е секако да ве вратам на темата и ќе ви обяснам и зошто. Има гледачи кои што можеби ќе се вклучат подоцна во рамки на црвена линија и ќе добијат впечаток од она што го слушаат дека зборуваме за нешто сосема друго. Прашањата ги гледате и на екранот, а секако можеби сакаме да имаме роботи кои што нели ќе бидат експедитивни и брзи, но сепак ова е и контактна емисија. Ако случајно ви се одземе некоја секунда плюс доколку ве навратам на темата или ве подпрашаме, бидете сигурни дека ќе ви додадеме 10 секунди, па тоа се случуваше и пред малку. Како и да е, одиме понатаму. Добар ден. Добар Дали ден. се слушаме? Добар ден. Јас се слушам. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија. Благодарам. Вака, ќе престанат ли навредите кон македонскиот народ? Знаете, тие нема да престанат. Ни од македонскиот кон бугарскиот, ни од бугарскиот кон македонскиот, може само да се намалат. А тоа зависи општо од сите. Затоа што овде менталитетот на Балканот, на сите граѓани, општо зборам и народи и народности, е таков. Нас не бива за навредување, ама кој ќе не навредат, се лутиме. Тоа не боли. Впрочем, мене ме загрижува навредата од нас, од македонците кон македонците. Зашто често во вакви контактни емисии, во вашава поредко, меѓутоа во други, многумина од јавувачите, северна трибина. Сега лесно им е да окажат зборот придавката северна, ама собственото име на државата Македонија им е тешко, него ја нарекуваат трибина. Мене тоа ме загрижува. Тешко им е да кажат граѓани на Македонија или македонски граѓани, а не им е тешко да кажат северните граѓани. Значи, проблемот е кај нас прво, а после во соседите. Мене тоа ме загрижува. Зошто никој нас не ни забранил да речеме дека сме македонци и дека татковината се вика Македонија барем во вакви емисии. Ние што се јавуваме. Јас не слушнав дека некој на некого му забранил. Зошто ние самите себе си се навредуваме? Или со овој погрд збор на вашиот медиум не сум го слушнала, ама на другите често северџани. Па тоа не окажуваат бугарите, тоа ние сами си го кажуваме и си го измислуваме. Што значи мене тоа ме загрижува. Треба да си ја нарекуваме татковината така како што треба, а не сами да си измислуваме теории на заговор, па после ни се виновни бугарите или другите соседи. Големо благодарам за вашето јавување. Сега ќе одиме на Facebook, на профилот на Црвена линија и еве ќе преминеме директно на коментарот на Валентина Петрушевска. Бидејќи кон крајот вели се надевам дека нема да го избришете коментарот, таман работа Валентина, туку и ќе го прочитаме. Јавувачот кој ви даде приметба дека ваквите емисии се досадни и монотони, навредувачки за интелектот, сосема е во право со неговата забелешка. Некој што цел ден ринтал заслужува после работа, кога ќе вклучи телевизија во заграда, а не го заборавајте тоа дека и ние ве плаќаме како претплатници на операторите, секој ден исто, па исто, исти гласови, исти јавувачи. Печатокот воопшто не е погрешен, Тина, дури и твоите забелешки се крајно декутантни за оние кои се пред телевизорот. Ке ви додадам минути. Што значи тоа? Тоа значи, еве ја веднаш ке ви одговорам, Валентина, ако случајно поставам прашање, ке се одземат од гледачот неколку секунди и секако ке ги додадеме за да не бидат одземени во рамки на моето прашање. Така да, она што е одземено да му биде вратено. Еве, тоа ако е дегутантно во ред, што немојте ве молам, не го трујте изнапатениот народ, ваши гледачи, особено во овој термин кога е време за ручек и одмор. И се надевам дека нема да го избришете коментарот. Нешто не го избришавме, туку Валентина, благодарам еве што
коментиравте на црвена линија и секако зошто и да не го прочитаме вашиот коментар. А јас еве ќе ви порачам секако за многу кусо време по завршувањето на црвена линија, доколку сакате да се релаксирате и да бидете наградени и да се насмеете, еве и Валентина Петрушевска јавно ја поканувам, би сакале да ја слушнеме во заврти на Телма, па можеби ќе биде една од оние кои што денес ќе си освојат вредна награда како што е првосмукалка. Ајде да се вратиме на црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Поздрав до вас. Поздрав и до вас секако. Навредите се обострани. Од двете држави има луѓе кои навредуваат. Јас ги познавам од Република Македонија тие што навредуваат и тие се оние на кои што им остана единствено оружје да бугарите... А еве кој од нашите политичари јавно навредил некој бугарски политичар или бугарската нација? Од нашите не, ево во случајот со ова министерката навреда е, навистина навреда е тоа, со зборовите така наречени. Но од наша страна исто така има од нарочно јавувачите, и тоа се оние припадници на посрбените македонци јаничари српски, од Азот и од Кичевско таму поречието, кои се свести дека се посрбени българи некогашни, против кои се борели Ѓорги Сугаре и нема што да прават и сега навредува све што е диво и живо кон българите. Свесни се дека ВМРО беше българска организација. Благодарам и пријатно. И јас ви благодарам секако за јавувањето и еве ќе потсетиме пред да продолжиме со реклами и ние како црвена линија кој навредува, кој користи псости и секако говори на омраза, автоматски црвената линија го исклучува. А ние продолжуваме со реклами. По рекламите следува и да ви ги соопштам резултатите од денешната Instagram Story анкета. Па еве погледнете како одговорија на денешното анкетно прашање на Instagram Story оние кои што не следат таму. Дали овие провокации се сопка за внесување на бугарите во Уставот? Со да одговорија 80%, со не одговорија 20%. Тука сега ќе се заблагодарам на сите вас за учеството кој што се вклучивте во црвена линија, секако и преку јавување, но и преку коментари, шернувања и лајкнувања. Продолжете си со дискусијата секако доколку сакате на социјалните медиуми, а за оние кои што сакаат да се, сега директно вам ви се обрекам, да се чувствувате релаксирано, да одморите, да не ви е монотоно, апсолутно ве поканувам и чести задоволство ќе ми биде да го завртиме тркалото токму за вас. Па може би некој од вас еве денес онака пред влез во викенд и да си освои нова првосмукалка. Како и да и ќе ве подготвам во овој дел од црвена линија, знаете дека подкажувам прашања, така да еве сите вие кои што ќе играте во заврти на Телма, забележете го следново. Во која социјална игра на М купуваш и продаваш недвижности и можеш да банкротираш? Еве и уште едно прашање. Кои научници ги проучуваат фосилните остатоци од диносаурусите? Кошаркарската екипа од Чикаго, која што настапува во NBA лигата, е позната како? И еве уште едно прашање, плюс кои шаховски фигури стојат лево од кралицата и десно од кралот? Јас секако ќе стојам лево од тркалото. Наскоро за некоја минутка се гледаме и секако ве очекувам сите да се насмееме и богато да се наградиме. Се гледаме.